Почитувани гледачи, втор блок од денешното отворено студио 1 разговараме за интересна содржина, односно тема. Тоа е уште една успешна година, односно приказна за Скопскиот филмски фестивал. Токму на оваа тема разговараме со Павел Маслов, представник од Скопскиот филмски фестивал. Маслов, добар ден, добре дојде во отворено студио 1. Добар ден и ви благодарам за поканата. Вчера беше затворено последното издание на Скопскиот филмски фестивал. Траеше една недела, беа прикажани голем број филмови од домашна и од странска продукција. Какви се впечатоците по затворањето? Па ете, изминаа тие недела дена од почнувањето на Скопскиот филмски фестивал. Ова беше негово 22-ро издание. Впечатоците се уште се така свежи. Публиката беше баги задоволна од самата програма на овогодинешното издание. Како што спомнавте, во 11 програми прикажавме 53 странски и македонски филмови од најразновиден жанр. Имавме пак чест и задоволство во овогодинешното издание да го отвориме со премиера, македонска премиера на македонскиот игран филм Втора шанса на Марија Џиџева. Една интересна приказна за три женски карактери кои ги испреплетуваат нивната животна приказна. Како што споменав, чест и задоволство е сепак отварањето на фестивалот да биде со премиера на македонски филм, со тоа што секогаш Скопскиот фестивал ја поддржувал македонската продукција и секогаш ги отварал своите врати за промовирање на македонски филмови. Павел, кога зборуваме за македонските филмови, несомнено дека во последните неколку години, иако се жалиме постојано, нели, дека малку продуцираме, последниве неколку години, барем тоа е некој мој впечаток, можеби грешам, но како да ја развиваме таа филмска култура во Македонија. Овој филм Втора шанса е македонски филм. Колку е важно за промоцијата на таквите македонски филмови да се случуваат во рамките на големи фестивали, домашни фестивали пред се? Секако. Значи, честа и задоволството и на продуцентите, и на режисерот, и на актерската екипа која работи на филмот е голема. Исто така и честа на фестивалот да има нов македонски продукт во рамките на својата програма е голема. Затоа, како што испоменав, Скопскиот филмски фестивал секогаш ги отварал своите врати и во дел од програмата секогаш метнувал филмови кои што се од најновата македонска продукција. Поддршката и соработката е неизбежна. Покрај овој првиот долгометражен филм на Марија Џиџева, во рамките на Скопскиот фестивал ние прикажавме уште 3 македонски краткометражни филмови: Неонски срца на Ана Јакимска, Изгубени на Антонио Велјановски и Запирка на Сезар Салики. Два од нив беа премиерно прикажани пред македонската публика. И сосем е различен впечатокот кога едно филмско дело го гледате на филмско платно, пред голема сала, на голем екран. Валоризацијата на трудот на целата авторска екипа е поразлична отколку вие да го изгледате на интернет или онлайн, било кој филм. Ти се чини ли дека ни фали малку промоција на оно што го имаме продуцирано? Еве, ние за некои од неуспешните филмови кои што ги имавме последниве неколку години, најмногу дознаваме откако ќе освојат, односно македонската јавност генерално најмногу дознава кога ќе освојат нека така престижна награда на странски фестивал, меѓутоа како кината низ Македонија не доволно да ги промовираат овие продукти. Па сепак тоа тука станува збор за репертоарската политика на киносалите во нашата држава. Знаете, репертоарската политика на киносалите воглавном е фокусирана на америчка продукција, на Холивуд, на странски блокбастери, нешто кое што ја влече поголемата маса на посетители. Тоа е исто моментот со фестивалите, затоа во рамките на фестивалската програма многу ретко или многу е мал бројот на таков тип на филмови. Цело време ние како Скопски филмски фестивал се обидуваме на македонската јавност да и понудиме филмови кои што се со високи естетски критериуми уметнички, филмови кои што се претежно од европска продукција, освоиле награди на врвни фестивали, како што се Берлин и другите останати фестивали, а македонската публика нема можност да ги погледне во киносала. Како да ќе се прикажат на некој фестивал и потоа ги снемува.
Апсолутно, апсолутно. Затоа викам, тоа е веќе политика на репертоарот на киносалите. Да, своевиден бизнес. Да, а промоцијата е секогаш многу важна, поготово за македонските филмови. Поддршката исто така е многу важна. Сега... Павел, поддршката е важна, меѓутоа од овие 50 на филмови кои што беа прикажани на Скопскиот филмски фестивал, грото, односно преку 40 се странски производ, не домашен. Да. Како одеше селекцијата? Во организацијскиот тим на Скопскиот филмски фестивал си постои тим кој селектира филмови за различна програма. Значи, Татјана Јаневска беше еден од селекторите, Нави Царев, нашиот долгогодишен соработник од Париз, беше селектор на програмата за фокусот на француски филм. Владан Петровиќ исто работеше на дел од селекцијата. Александар Ковачевски работеше селекцијата на филмовите кои беа во склопот на квир филмови во рамките на Скопскиот фестивал. Така да, моментот, значи, фестивалот трае недела дена, да речеме. Меѓутоа, тимот кој што работи на фестивалот цела година уназад го прати филмскиот свет, филмскиот бизнис и кои филмови освојуваат награди, значи тоа е долгогодишна работа, пратење на најновите случувања и селекцијата така се врши. Имаше ли одредени македонски филмови, краткометражни, долгометражни, кои што влегле во потесниот круг, меѓутоа на крајот не биле одбрани да бидат прикажани? Не. Како што претходно ги споменав, 4 македонски филма кои што ги прикажавме, сите беа прикажани. Ајде да ја начнеме темата за она што мене ми е можеби најинтересен дел од целиот Скопски филмски фестивал, 22-то издание, тоа е дека како конечно некој да се сети на актерот Мето Јовановски, да му посвети внимание какво што, повторно ќе напоменам, лично сметам дека заслужува. Кај нас таквите имиња како Мето Јовановски не се секојдневни. Мето Јовановски е актер кој што не е познат само за домашната јавност, туку е познат и за европската, ако не и светската јавност. Мето Јовановски доби повелба за исклучителен придонес во кинематографијата. Во уметноста на филмот. Да. Што е она што беше пресудно за баш да се спомне името на Мето Јовановски со едно вакво одликување? Да, па како што и ти спомена во најавата, Мето Јовановски е еден од нашите најголеми актери, значи бард во македонското театарско и филмско глумиште. Човек кој што зад себе има толку многу остварено во областа на филмот конкретно, меѓутоа тој својата филмска кариера чинам ја почнува некаде уште во 1971 година во некој филм каде што игра партизан, значи има долгогодишно филмско искуство зад себе. Македонската јавност го памети и ќе остане запаметен по легендарниот филм Тетовирање, меѓутоа голем дел од неговите филмови немала можност да ги погледне. И мислам, и ставот на Скопскиот филмски фестивал беше дека треба да се оддаде почит и признание на некој кој што македонски актер, кој што оставил траен белег во македонската и бившо југословенската кинематографија. Сега само што ми отвори идеја дека некаде во светот тоа го прават, во Македонија ретко некој се сеќава да направи еден таков омаж, каде што, да речеме, една недела ќе се прикажуваат филмовите на еден таков великан како што е Јовановски. Да, досегашната пракса била дека секогаш се прават омажи на режисерите, на нивните остварувања. Чинам дека за прв пат се прави омаж на актер. И во селекцијата на филмови кои што беа прикажани во омажот за Мето Јовановски, беше вклучен и самиот Мето. И тој беше вклучен, бидејќи опусот е многу голем, требаше да се фокусираме на одреден дел на филмови, 8 филмови беа прикажани во таа програма, беше вклучен и самиот тој. Да, преку 40 години кариера не е воопшто за подценување. Точно. Успеавте ли да привлечете на овогодишниот фестивал и странска публика? Или генерално тоа беа луѓе од држава? Па сега јас не можам да знам кој беше во публика. Генерално Скопскиот филмски фестивал го посетуваат луѓе кои што се во моментот во Скопје. Да, имавме ние некои гости на фестивалот кои што беа од страна, најавени гости од странство. Во непосреден и неврзан муабет после проекции на филмови се среќаваме со луѓе кои што не се од нашата држава, меѓутоа нивниот број
сепак да речам незначителен во споредба со македонската публика. Огромно задоволство е тоа што ние години наназад гледаме дека македонската публика е заинтересирана за филм, ги прати светските трендови кои што се фокусирани на друг тип на филмска уметност, дека не е заинтересирана само за блокбастерите и тоа што секојдневно ни се пласира по медиуми. Што излегува од Холивуд. Да, апсолутно. И големо е задоволството кога ќе видите дека вие во преполна киносала имате многу млада публика. И сега добра информација. После крајот на ова 22-ро издание веднаш се размислува за 23-тото што ќе се прави или се уште е рано со оглед на тоа што уште колку филмови треба да доправа да излегуваат? Па апсолутно, значи јас како што и претходно споменав, цела година се пратат трендовите, се гледа концептот на филмскиот фестивал е тој, али сепак, значи тука застанува едното издание, почнува спремањето на наредното. Да, Павел, јас со моето последно прашање барем ќе биде со оглед на тоа што предпоставувам дека си филмоман. Ти си еден организатор на еден ваков голем филмски фестивал во главниот град. На светско ниво, на европско ниво, ти се чини дека продукциите се повеќе растат, еве пандан на да речеме Netflix кој што продуцира на вистина огромни филмови. Еве ако не се лажам над 9 или над 9 филма беа во нивна дистрибуција номинирани за Оскар, кој што нема да кажам дека е најрелевантното нешто, но сепак во глобални рамки важи за можеби најпрестижната филмска награда. Ти се чини дека продукциите се повеќе прават филмови кои што на некој начин не се само обични филмови за во киното кои го доближуваат и модерното време. Дали има квалитетен филм? Па секако, секое време си носи нови стандарди, нови текови. Уметноста е секогаш и треба да биде во тек со времето, да дава свој коментар на моменталната ситуација на живеењето. Мене ми е мощно интересно и сметам дека е многу добро што ние како македонска продукција веќе почнуваме да бегаме од тие некои си као стандардни и веќе испробани теми кои што знаеме дека ќе пројдат кај гледачот. Значи, веќе добиваме некаква си смелост да отвориме некои нови прашања, нови теми, да не се врземе за нешто што е веќе испробано и веќе као видено предходно. Дури и да експериментираме, ако се земе предвид Ханиленд и успешноста во светот. Апсолутно. Да, тоа е еден нов пристап, прекрасен. Антонио, јас завршив, ако имаш уште нешто. Немам дополнителни прашања, само ќе му се заблагодарам на гостинот за одвоеното време. И јас ви благодарам за поканата и за поддршката на вашата телевизиска куќа на Скопскиот филмски фестивал. Нема на што. Да, Павел, веројатно се гледаме и следната година. Се надевам јас. Така, ние правиме една кратка пауза, сега се враќаме после 2-3 минути со анализата на вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ. Останете на програмата на 1 ТВ.